Дијана Мајер, епидемиолог во Хрватскиот завод за јавно здравство и водител на одделот за следење и унапредување на здравјето на деца и млади во училишна возраст, денеска ја коментираше руската вакцина против COVID-19, одобрена за употреба за само помалку од 2 месеца клинички испитувања врз луѓе. Таа нагласи дека нема научни докази дека вакцината е безбедна и делотворна. Руското министерство за здравство ја одобри вакцината, но нема научни докази за вакцината. Таа не е ниту на списокот на Светската здравствена организација. Според СЗО, вакцината во моментов е во првата фаза на клиничко испитување. Ваквите испитувања се состојат од 4 фази и само после третата лекот или во овој случај вакцината може да се регистрира за поширока употреба. Колку што знаеме, оваа вакцина ја добиле 67 лица, што е премалку за било какви заклучоци, а не пак да зборуваме за безбедност или ефикасност за нашите пациенти, рече Мајер за РТЛ телевизија. Економијата на Велика Британија претрпе најголем пат помеѓу април и јуни, бидејќи мерките за запирање на ширењето на новиот коронавирус официјално ја турнаа државата во рецесија. Британската економија падна за 20,4% во однос на првите месеци од годината. Со тоа Британија технички влезе во рецесија, дефинирана во 2 последователни квартала со економски пад. Ова е прв пат Велика Британија да се најде во рецесија од 2009 година. Официјални лица изјавија дека економијата започна да закрепнува во јуни, откако владините мерки наменати за коронавирусот почна да се олеснуваат. Германија изрази сомнеж во квалитетот и безбедноста на руската вакцина против коронавирусот и посочи дека лек, односно вакцина, може да се регистрира во Европската унија само откако ќе бидат проведени сите клинички испитувања. Безбедноста на пациентите е најголем приоритет. Нема податоци за квалитетот, ефикасноста и безбедноста на руската вакцина, изјави портпаролката на Министерството за здравство на германската мрежа.